Во ова видео ќе научиш зошто материјалите ја менуваат агрегатната состојба. Ќе видиш зошто материјалите се менуваат и што всушност значи таа промена на ниво на честички. Ако разгледаш наоколу, ќе видиш дека си опкружен со 3 агрегатни состојби на материјата. Повеќето од работите околу тебе ќе бидат цврсти. Земјата на која што стоиш е цврста. Некои од работите се течни. Погледни во небото. Дали гледаш облаци? Може би врне таму каде што се наоѓаш. Водата е течност која покрива најголем дел од планетата Земја. Обиди се брзо да ги движиш рацете и нозете. Што чувствуваш? Отпорот што го чувствуваш е поради смеса од гасови наречена воздух. Гасовите не можеш да ги видиш, но можеш да го почувствуваш нивниот ефект. Различни типови материјали може да ја менуваат агрегатната состојба со промена на температурата. Атомите од кои што е изградена цврстата супстанца се блиску еден до друг. Спакувани се густо заедно во решетка од редици и колони. Врските меѓу атомите се силни. Поради тоа, цврстите супстанции околу тебе имаат постојана форма. Можеш да ги замислиш атомите наредени како војници на парада. Тие вибрираат од една на друга страна, но нивната положба не се менува. Замисли дека загреваш цврста супстанца. Со зголемување на температурата, секоја од частичките добива поголема енергија. Поради тоа, тие вибрираат повеќе и повеќе. Се додека не постигнат доволно енергија за да ја напуштат решетката. Тогаш, врските меѓу нив ќе се раскинат и атомите ќе почнат полесно да се движат наоколу. Супстанцата ќе премине во течност со поголема енергија. Замисли ги атомите како се движат слободно како колички кои ги избегнуваат судирите. Оваа промена се нарекува топење. Ако се продолжи со загревање на частичките, тие ќе добијат уште поголема енергија и ќе се движат послободно. Атомите ќе се рашират наоколу. Бидејќи се движат слободно, частичките се оддалечуваат една од друга. Замисли ги частичките како летаат со голема брзина. Растојанието меѓу нив е многу големо и веќе нема врски помеѓу нив. Оваа појава се нарекува испарување. Сите промени кои досега ги разгледавме ќе се случат во спротивна насока ако го ладиме материјалот. Частичките се оддалечуваат едни од други со загревање, но со ладење тие се доближуваат едни до други. Што може да забележиш ако дишеш блиску до прозорец? Што гледаш? Здивот е потопол и повлажен од воздухот. Тоа што го забележуваш е кондензација, бидејќи воздухот се лади на ладното стакло. Ако ставиш чаша вода на многу ладно место, водата брзо ќе се олади и течноста ќе помине во цврста состојба. Оваа појава се нарекува мрзнење. Може да заклучиме дека агрегатната состојба на материјата зависи од енергијата на частичките од кои е составена. Колку поголема енергија имаат, толку се послаби врските меѓу нив и тие полесно се движат во просторот. Секој материјал има своја температура на топење и температура на вриење. Овие се значајни температури на кои материјата ја менува агрегатната состојба од цврста во течна и гасовита. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.